Го сакам ова, бидејќи можеш да го правиш во твојата дневна соба. Знаете, овој цитат ја доловува самата суштина на модерниот тренинг на кучиња, покажува колку е достапен, колку е практичен и дека може да се започне веднаш, зајакнувајќи ја врската со миленикот уште од самиот почеток. Добре дојдовте во нашиот водич за градење по силна врска. Овде ќе истражиме како одредени пристапи го прават тренингот не само ефикасен, туку и клучен дел од создавањето доверба со нашите крзнени пријатели. Да почнеме со можеби најважното прашање. Зошто воопшто да се тренира куче? Не се работи само за послушност или за тоа кучето да се седи кога ќе му се каже. Како што ќе видиме, се работи за нешто многу, многу подлабоко. И еве ја суштината. Секоја команда, секоја една сесија на вежбање е всушност еден вид разговор. Тоа е процес на градење доверба и меѓусебно разбирање. Значи тренингот не е крајната цел, туку е алатка за да се постигне еден навистина хармоничен соживот. Добро. Сега да видиме како се постигнува ова. Методологијата е апсолутно клучна. А во срцето на модерниот тренинг на кучиња лежи една многу моќна филозофија – позитивното засилување. Клучната идеја е изненадувачки едноставна. Наместо да се казнува лошото однесување, целата енергија се насочува кон тоа да се забележи и да се награди доброто однесување. Верувајте, оваа мала промена во перспективата може да биде вистинска револуција. Овде гледаме две сосема спротивни патеки. Едната е изградена на соработка и на доверба, другата за жал, на страв и потенцијално оштетена врска. Позитивното засилување не е само поубав начин, тоа е и далеку поефикасен начин, бидејќи го претвора учењето во игра, а не во некаква обврска. А практичниот дел воопшто не е комплициран. Наградата може да биде се што го мотивира кучето. Некое уживање, топла похвалба или омилената игречка. Но тајмингот е критичен. Наградата мора да следи веднаш по посакуваното однесување, за кучето да ја направи таа врска. Целта е да се создаде средина во која кучето едноставно сака да учи. Ова се столбовите на послушноста. Секоја од овие 4 команди има супер практична примена во секојдневниот живот. Седни е алатка за смиреност. Дојди буквално може да биде спасоносна. Ова се темелите врз кои потоа се гради се останато. Откако ќе се постават темелите, време е да се соочиме со реалноста. Дури и најдобро тренираните кучиња понекогаш имаат проблеми, нели? Овој дел се фокусира на решавање на тие проблеми, но со еден многу важен пресврт, прво мора да се разбере причината, односно зошто. Ова се веројатно трите најчести фрустрации за сопствениците на кучиња. Прекумерно лаење, несоодветно џвакање и тоа вечно влечење на поводникот. Овие однесувања се навистина чести и што е најважно, тие се апсолутно решливи. Па кој е првиот чекор за решавање на овие проблеми? Дали постои некоја магична техника или можеби некој специјален производ? Одговорот всушност е многу поедноставен и започнува со обично наблюдување. Клучниот збор е поттик. Лаењето, џвакањето и влечењето, тие се само симптоми. Вистинската причина може да биде досаба, страв, анксиозност или дури растење на заби. Кога ќе се најде вистинското зошто, решавањето на проблемот станува многу, многу полесно. Сега, го префрламе фокусот. Знаете, лесно е да се мисли дека тренингот е нешто што му се прави на кучето. Но вистината е дека сопственикот е барем половина од равенката, ако не и повеќе. Ова се клучните обврски на сопственикот. Доследноста е најважна. Ако седни, понекогаш значи едно, а понекогаш друго, кучето нормално дека ќе биде збунето. Редовноста гради навика. Позитивната средина гради желба за учење. А примерот на сопственикот, таа смиреност и трпение, ја поставува атмосферата за целата сесија. И откако ќе се изгради таа цврста основа на доверба и основни команди, што следува? Тука започнува вистинската забава, каде што можностите се навистина речиси бескрајни. Можностите се движат од атлетски предизвици како агилност до ментална стимулација преку работа со трага, па дури и до помагање на другите, како терапевско куче. Добриот тренинг не создава само послушен миленик, тој отвора цел еден нов свет на заеднички авантури. Овој цитат го потврдува токму тоа. Патот од основите до напредните вештини не само што е возможен,
туку и неверојатно наградувачки. Вистински доказ за моќта на посветеноста и добрата комуникација. На крајот на денот се сведува на ова. Целта не е да се создаде робот што извршува наредби, туку само уверен и среќен член на семејството кој го разбира своето место и ужива во заедничкиот живот. Тоа е вистинскиот успех. Секое куќе е индивидуала и секоја врска е уникатна. Овие принципи се универзални, но патувањето е секогаш лично. И така останува прашањето: што може да се постигне заедно? Можностите се навистина отворени.